Добар ден, почитувани. Во студиото денеска е Жарко Јовановиќ, актер, стендап комичар и имитатор, кој ќе одговара на сериозни прашања на нему својствен начин. Значи ќе има иронија, доза на апсурд и се надевам смеење. Жарко, добре дојде во студиото на Телма. Добро ве најдов Горан, ги поздравувам сите гледачи. Како сте добри, што имам? Добри сме, јас те представив еве како глумец, стендап комичар и имитатор. Како би се представил самиот за оној дел од публиката кој можеби те гледа прв пат? Па, ако ме гледа прв пат, јас би се представил пред се како човек, па после како нешто друго, како актер и како стендап комичар, нели, тоа е најбитно. Во последно време најактуелно, нели, да си само човек. Така да и јас... Не да си прво човек. Прво човек, да, па после и актер и се натаму што следува. Инаку, ни сите натаму мои, како се вика, улоги, сум бил било што. Полицаец, доктор, не знам што, уметник, али пред се човек, да. Добро, кога започна твојата љубов кон актерството, имитацијата и еве сега последно време се специализираш и за стендап? Точно. Па, со имитација се занимавам многу одавна пред да се, значи, бавам и професионално со глума и се ги имитирав сите оние работи кои што ги гледав по телевизија, јас правев као една као семтор, буквално ги истите работи повторувам како папагал, некој дом ја беше, што ти ова, што гледаш, викам, чекај сега Кирил Попхристов го гледам да видиме како. И оние него сум го имитирал прв онака буквално од сите, као некоја така специфична Кирил Попхристов. Кирил Попхристов, да. После кога почна да излегува... Значи уште пред да почнеш професионално да се занимаваш со глума? Да, па немав тогашни аматерски представи. Значи тогаш го имитирав Мистер Бин и така некои личности од ТВ светот. Така што, а подоцна кога почнаа политичарите да излагаат по вести и гледаш цело време, ти да сакаш да ги прескокнеш не можеш, пошто они се постојано на телевизија и ти мораш, онака ти влегуваат во уво и почнуваш да зборуваш како нив, знаеш. Пошто и фриждер кој ќе отвориш, они се појавуваат. Значи уште во детството, во рано детство почнуваш прво да имитираш, во една пригода и Сашко Коцев, глумецот, беше тука и кога му реков еден твој сограѓанин, помлад актер Жарко Јовановиќ, одлично те имитира меѓу другите и тебе, како повеќе јавни личности. Он рече, да, одличен семплер. Семплер е театарски... Да, па која повеќе, знаеш, повеќе ликови да доловиш на тој начин. Во таа смисла? Во таа смисла. Тогаш имавме ние представа тогаш во МНТ. Јас тогаш бев студент, трета година само што почнував на студии. Игравме во представа Мајстор и Маргарита. И таму мои колеги Ивица Димитриевиќ од Куманово ме внесе таму кај нив у гримјорна и вика, дај покажи им као... Абе, ајде сега покажи нешто, ја почнав. Ѓорѓи Иванов, не знам, Груевски, Кили, сите ги вадеш сите. Да, као. И на крај вика, и Сашко, ај мене ме да видам, знаеш, викам, чекај, вика, сега незгодно ми вака, ај излези на нив да им покажам тука, па после. Добро, веќе си популарен, препознат лик и за пошироката јавност. Затоа реков, можеби дел од нашите гледачи прв пат те гледаат и затоа требаше да се допредставиш. Како ти годи популарноста? Се справуваш со... Па, како да кажам, јас сега не дека нешто сум толку популарен или да кршат нозе за автограм, ама се дешава онака у кафана која ќе седиш, рецимо така некад, и некој те гледа овака, јас сега викам, дали овој сега ме гледа зашто ме препозна, или зашто сака да ме тепа, или па не знам, може ме препознал, па сака да ме тепа, или не знам, матни времења се све има, може ми се пушта, од кај да знаеш, али, да, кога завршив со прва која беше Златна буамара, прва ја завршив и сега викам што како ќе се дешава, дали луѓе гледале, знаеш, некој резултат, што како, дали некој те следел. Какви се ефектите? Какви се ефектите? Ја искочив после по Куманово да прошетам на площад. Една девојка вака ме као загледа, вика као чекај, кој беше? Ти од буамара ли си овој? И ја викам, да бе, како не? Вау, колку беше добар. Сашко Коцев годинава Ако го видиш да го поздравиш таму, викам, важи, нема никаков проблем, викам, 100%. И после вторава, сега кога настапував и оваа година, и викам, сега знаеш, сега е друга песна. Веќе нема да мешаат со Сашко, нема да ти праќаат поздрави за Сашко. Да, нема шанс, викам, сега знаете, и у полиција бев и нешто таму, документи требаше да ми потполнуваат таа што работи таму. И гледа овака и... Имаше проблеми со полиција или административна? Административно таму, промена на документи, нешто. И идам јас и таа ме гледа као, вика, извини, а кај работиш?
Викам па театар нешто работа, ама викам и вака како си гледала нешто скечеви, ова, знаеш, можда не знам, настапи, живо, телевизија, буба мара, ово и ова, ме гледа као онака, знаеш, да бе, да, ама извини бе, увек ве мешам, ти беше оној Тино или Атанас? Не, викам, јас сум оној Сашко Коцев од Тему, да. Сашко Коцев од Тему, да. И така, јас стварно мислам дека, како се вика, дека после сите тие настапи и све дека таа популарност ќе биде не знам каква голема, дека ќе снимам филмови како Ѓорѓе Колозов приказни што снимал, дека како ќе ми пишуваат женски пораки, коментари, како на Тони Зем после Survivor. Што ти кажам, завршив како Ноне после Идол. Ще виза за брод ми фали. Добре, ете така е по кафулињата, по улиците и по полициските станици, по шалтерите, а на социјалните мрежи денес е популарноста и тамо, веројатно, можеби и за тоа не ја доживуваш така популарноста. На социјалните мрежи секако си популарен и што велат таму твоите поддржувачи или можеби критичари и како ти ги доживуваш коментарите на интернет, како инспирација или како со доза на токсичност те допира? Некоја мешавина можеби од тие две работи. Мислам, тука ќе кажам дека Черчил, значи, убаво кажал, нели, за тоа дека кој е за демократија, значи, што е најдобар аргумент против демократија? Тоа е 5-минутен разговор со просечен гласач. Во овој случај би било да читаш коментари по социјални мрежи. На денешно време. На денешно време. Што све има таму да напише тоа? Па јас често се бавам со монтажа на видеа, као се монтирам на некој видео кој што реално веќе постои. Ова што го гледаме на екранот? Не, ова е мој ова е веќе монтажа, да. Тука зборувам со Марлон Брандо. Тука играм у Кум. И некој мисли дека ова е реално, дека јас сум стварно у Кум. Тоа е тоа. Реалноста е таа дека ова е АИ пред АИ. Значи некои наши луѓе не можат да препознаат што е АИ, а што не. А тогаш ја кога правев видеа со монтажа, на пример, имам видео кај што играм у Се или нешто. Сега јас не сум бил у Се или нешто, она што е со Лила Филиповска, ама пуштам едно видео кај што еден постар човек таму е у тие кутии што ги отвара и сега детето што игра, јас се ставам место него, значи не сум бил реално, и он го отвара рецимо кутија таму некоја десетка и вика десетка и пензионерот што е горе, што седи човекот реален, му вика а да ме почуваш ти малце? И сега ја на хумористичен начин тоа го правам без без увреда, без ништо, се ставам место дечко и викам што да те почувам? Па не сум беа старачки дом, викам па да чувам и tukаш кога почна коментари, како бе ти вака на човек бе ќе збориш бе, па ти ова... Го навреди човек. Како го навреди човек, вика, реално е, знаеш, ова вика, абе не се ложете луѓе, вика, ова е монтажа, не ова е, вика, реално е, не е монтажа, како, Сабајле го гледав. Ја посвикам да не сум стварно играл, па да не знам, овие многу убедливи ми делуваат у коментари, знаеш, ми убедија и мене. И така некој ќе се кара таму нешто, ќе пише овој монтирано е, не е монтирано. Некој па ќе каже, тој ли бе Трамп најде да кажува, јас ги знам тие. Погрешил статија и све на видеото. Буквално сакал нешто друго таму да искам. Добро, имаше едно време на почетоците од твојата кариера кога се јавуваше по јавни предпријатија со глас на имитација на еден поранешен премиер и ги мотивираше побрзо да работат. Да. Па и таму ги збунуваше луѓето. И таму ги збунува. И тоа исто не очекував, дека луѓето, како што се еве на видеата не веруваат дека тоа е монтирано, мисля дека јас стварно сум таму и сум играл. Значи исто не верува дека тоа Груевски што им се јавува во тие монтирани аудио разговори што беа. И јас им се јавувам и буквално такси да порачам, тие ми испорачуваат такси. Викам, легендарно тоа за водовод кој им се јавува, викам, дај малку на фајата таму за водата, викам да не викам да не фаќаме техничка подршка од голе одстанство, дај таму на фајата, да не се јавувам повторпат. И да видиш како одма вика, а прво им се јави као не може дечко, техниката е надвор испратена, вика, кога ќе направат, И тогаш се јавува вика, шо? Ја им се јавам, шо да го нафајте тоа и овие одма после тоа. Веднаш ќе испратиме, верувајте дека за 1 сат најмногу тоа ќе биде решено. Ама штета што
го фатив касно тука, да беше тука, леле. Тој го фатеше порано. Да, па и за полицијата. Ама кој Safety City кој era? Имаше тука да ми врши работа. Ке стасам и за безбеден град. Еве, допревме прашањето за македонскиот менталитет, како што велиш, цитирајќи го Черчил, в понеделник празнично стендап издание, шоу во кое се осврнуваш меѓу другото и на менталитетот на нас граѓаните, на македонскиот менталитет. Го допираш однесувањето на политичарите, речева милена тема, но некои важни процеси политички, евроинтеграции и се друго. Македонскиот менталитет со еден збор како би го опишал? Пред да навлеземе во деталиот. Чуден, не зашто чуден, зашто сме сосема поинакви луѓе кои ќе отидеме да кажеме у странство, а овдека кај нас сме нешто сосема друго да кажеме. Значи еве како со пасош кој ќе оставаш таму на граница, како ти се зима и навика, карактер и зависи на која граница, на пример, горе во Србија кој ти идеш, на Табановце, таму па јазикот ти се зима. Одма почињаш на српски да збориш. А српски знаеш исто као заедно. О, добар дан, ми сме га дошли с Македонија. О, што ми е убав, овај Белград наводима. Абе, тоа не е ништо, на пример, кој ќе отидеш у Швајцарија, да кажеме тоа. Па таму кој ќе отидеш, си носат наши пинцета ако им падне влакно од коса, да го собе. Извинјавам се, ми падна коса са косима. Пошто таму збориме српски сегде, нели? Прича српски да те цел свет разуме. Да. И или па не знам, ај замисли ајвар да готвиш, да кажеме, у дворче у Швајцарија кој ќе поминуваш негде така да ти замириса рана јесен, убаво. Тој у затвор ќе завршиш сигурно, како кристален мед да готвиш, јас сум сигурен. Тоа буквално. Али боле па таму, по моје мислење, некако у затвор него на слобода одека, што? Се јавиш дом, се фалиш за ќерија. Гледаш убаво 35 квадрати. Хотела категорија. Да, 35 квадрати. Не е нешто големо станчево, мало е, ама ќе помине. И така, не знам, значи. А бидејќи си актер, ако Македонија е филм, во кој жанр би ја сместил? Би го сместил филмот и како ти би го, ако режисерот ти даде задача да ја доловиш преку актерската игра денешницата во Македонија, секојдневието тука? Трагикомедија. Мислам, трагикомедија, овдека и секој најкрупна трагедија да е како жанр, ја мислам дека би и добила комичност на крај малце. Значи, пример, еве, не земи некој дел да кажеме. Еве, Шекспир, Ромео и Јулија да кажеме. Па тоа би било буквално ќе заврши кај нас на комичен начин. Зашто? Па нели таму семејствата им се скарани, не зборат, на Ромео и Јулија не им дава да бидат заедно, тоа е позната забранета љубов. Кога би се тоа превело кај нас да се пишува во еден жанр, семејствата нема да им дава да бидат заедно Ромео и Јулија, зашто семејствата им се од различни партии. Овие се од СДСМ на Ромео, а на Јулија се од ВМРО. Или обратно. Или обратно. И сега им доаѓа Ромео под балкон на Јулија, да кажем, таа позната сцена. Замисли. И што ќе каже? О, Јулија, нашите ќе победат на избори. Се станам директор на водовод. Ово, збори ми така, Ромео. И таму изгледа некој Томе татко. Што ти е на тебе, бе? Као, кој беге комуњар. Кој ќе победи? Беге комуњар, река Чичко, Томе, на тебе ќе ти средам нешто, куќниот притвор, да ти биде заменет со одземање на пасош, пиено, платено и тука среќно, готово, свадба, ајде. И никој отруен како што се отруле таму, освен народот, нормално. Тендери, мендери, малку ќе има кој на власт, де Ромео, де Јулија коалиција. Која е најголема урбана легенда за нас македонците? Урбана легенда. Еве некој мит, бидејќи како велиш, кога заминуваме во странство, комплетно се менуваме, ја менуваме ДНК-то. Урбана легенда е дека некој скопјанец не добил уште опомена од Safety City. Safe City, да. Safety по Стојан Шенгелов. Добро, еве деновиве го спомна неколку пати, е актуелно тестирањето на системот Безбеден град. И кога доаѓаше на кај Телма, возеше внимателно. Станува збор ти како ги доживуваш, како нови правила што треба да се почитуваат или пак нов предизвик за нашиот балкански менталитет? Како нови правила, да, како нови правила, ама балкански менталитет тоа сигурно ќе остане и ја мислам дека системот прв ќе фати штрафта и ќе побегне
100% ќе се собере куферчиња и ќе каже не бива ово, дека вие правите што знаете. Кај Ова ќе не оди? можам да го регулирам, ова ќе пукне. Системот кај ќе оди? Па не знам, ќе замене и оно странство, негде ќе отиде, можда и оно Унгарија ќе фати. Како тргнала работата. Ама дам, возев многу внимателно наум кога доаѓам. Мислам, ми стигна таа една опоменичка за 1. 50-51, викам, супер, добро, тоа е тоа, што да правиш. Ама добро док ја опомен. А иначе, да, убаво се дотерав и се саколака, убаво. Како дете на вакцина која ќе го носат, затоа што многу камери. Виш како и немам трема сега кога зборам потака опуштено за разлика од некои други гостувања претходно што биле. Па мене треба веќе ми помина пред камера док доаѓам наваму. Цело време пред камера си. Колку камери ме снимија наваму кога доаѓам и сега сум влегов така скрос опуштен. Жарко, дали мислиш дека ние македонците сме оптимисти во однос на иднината? Бидејќи е како земја членка на НАТО, како земја членка, односно земја кандидат за членство во Европската унија. Да, па ние сме оптимисти секогаш кон минатото. Знаеш, ние секогаш гледаме оптимистично за минатото што било, толку го гледаме како, значи, најбитно, нели, тоа е за нас. Меѓутоа, сега ќе кажам дека ние сме по мое мислење од секогаш биле европски ориентирани. Уште од време на Илинденско востание, Крушевска република. Кога ќе видиш у тоа време кога се воделе тие борби со турци, Јане Сандански, не знам, 2 турчина за доручак јадел све, Гоце Делчев, замисливо, искача со најевропска изјава некогаш кажана. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар помеѓу народите. Како на Еразмус да бил, размена на студенти. Така звучи, нели? Така е. Значи ќе видиш дека и од тогаш сме биле европски ориентирани. Добро, ги спомна таткото на Ромео и на Јулија и како тие спротиставени. Како двајца политичари од Македонија, например, две спротиставени крајно политички опции, би дискутирале за една многу едноставна работа. Например, како да се пласира, како да се продаде македонски производ, домашен производ. Например, млечна индустрија, сладолед. Дебата, можеш ли да ни... Па можем да, например, што знам, како Дејан Лелич што ги рекламира. Цермат. Добро, Дејан е актер. Искусни, виж, затоа продава глас, многу продава. Затоа и он. А кога би биле политичари? Како би изгледало тоа? Ајде, замисли Постојан Ченгелов да ти продава сладолед. Како би изгледало? Земете, пробајте, вкусете ги сите нови сладоледи од марката на Цермат. Кај ќе купиш? Ти тоа како наредба го доживуваш повише, а не од слободна волја да земеш сладолед што ти се лиже, знаеш, да земеш. Неора Стојан Ченгелов, исто таква реклама ми направили кој? Председателката замислија па таа да изрекламира сладолед како би изгледал. Дами и господа, сладоледот не е само десерт. Тоа е прашање на задоволство. Во оваа држава сите имаме право на сладолед по собствен избор. Од ванила до чоколадо, па и пистачо. И тоа е уставно загарантирано. И со секое лижење ние му правиме отпор на новото топло време и го чуваме нашиот идентитет. И затоа пробајте ги новите сладоледи на Фриком Кримајс. Извинете. Од патот навака од Куманово дека на Алгида на Нејс. Вајда така би изгледало. Така? Да. Или Зоран Заев, например, он би кажал зашто не би треба пак пистачето. Пистачето Дубај ја го направи, измислиме тоа, тајната врска. Ја знам што ја го донесе у Македонија. Меѓутоа, треба и други вкусови за македонците да дадат, бе, горанче, бе. Треба да направат, бе, со пиперка некој укус, бе, зашо ја не? Се благо. Меѓутоа, и ова ќе им се свиѓа. Малку така лутко да биде.
Ледено лутко? Така ли? Јас сам први пат лижал сладолек, кад сам бил Горњи Милановац. Кад сам се први пат бил. Да, у Јелена Горњи Милановац. И ми лизале смо. Лизали су. Што ти е тебе лично најсмешно во македонската политика? Бидејќи еве вака добро ги вадиш политичари, инспирација неисцрпна? Па има многу смешни работи. Има материјал постојан да се смееш со тони. Мада сега овие нешто не можам да ги имитирам толку мајко. Малку се после специфични. Зборам по карактер според она што го кажуваат физикус, она не знам што. Меѓутоа ти колку сакаш имаш инспирација на дневно ниво. Овдека што ќе се случи у еден ден да направиш сума сумарум до 12 сат пред пауза за ручек, у Шведска не се дешава за една година вајде. Многу е набиен. Да. Тоа е најсмешно. Најсмешно е към материјал. Сега имаш и за стендап, и за представи, за сатира, и тек ќе има. Ова е баш плодна професија, баш заради тоа што имаме многу материјал. Имате многу материјал, дали има и недостиг на глумци, бидејќи сме во демографска криза, недостасува работна сила во сите струки. Има ли недостиг и на глумци, добри глумци, кога мислам глумци, или глумци има премногу на сцената? И тука не зборувам само во театарот, генерално, глумци во сите и други професии. Има многу глумци, како не па имаш. Типа политичарите се најголеми глумци, не може. Јас мислам дека и најдобар глумец кај нас, што е првенец, значи што онака баш има награди и се, дека не може да биде на ниво на некој политичар онака добро ишливен, онака што знае да игра. Тоа еве Вучич да кажеме пример кој ќе видиш како. Тоа е театар кој ќе видиш, па драмска пауза, па сега да видиш. Хеј Алекса. Хеј Сири. Што уште малку звучи да чуеш? Па не знам. Еве сега е актуелна енергетска криза таму. Им ја затвараат рафинеријата. Што би рекол Вучич сега? Во драматично обраќање до јавноста. Ма нема криза, каква криза. Тоа само причају они кои желе да наштете овој нашој држави. И тако, ја само могу да кажам да поручим свим овим доле Христијан Мицковски и овој доле да пазе шта раде, jer ја сад сам, он е на почетку, јас сам на крају, па нека извуче неки примерак оно што сам ја радио. И така даје, знаеш. Вучич беше интересен кога искочи од фрижидер тоа кога се дешаваше со тие. Тој и буквално излезе од фрижидер. Тоа и со тој имитаторот еден што го имаше у Белград, што исто го имитираше Вучич. И тоа беше добра кампања, знаеш, за избори кога правеше. Затоа јас правев такво нешто кога имитирав овдека некои политичари со кои што се снимав и правев такви видеа со Максим кај нас од Куманово, со Стојанче правевме Циц, исто бившиот градоначалник. Кога би можел да се вратиш назад на почетоците на кариерата, повторно би го избрал актерството или би избрал некоја друга професија која е моментално по-атрактивна? Па тоа е вечна... Која професија најдобро се живее во Македонија? Инфлуенсерство. Па не знам. Тоа е сега се почна да има делба што е актер, што е инфлуенсер. Значи, тесна е таа работа, меѓутоа јас секогаш би се бавил со актерство, затоа што тоа ми било живот. Ама не се наоѓа работа лесно како актер. Како? Како актер не се наоѓа лесно работа. Има други професии што полесно се работуваат, нели? Да, па како актер, јас да кажеме кога бев на 18 години, ја мислев дека ќе завршам во Холивуд, реално. Тоа ми беше. Ама кога видов како тешко се влага на факултет, колку е тешко да само да влезеш, викам кој бе, викам нема шанса ќе завршам, викам у Белград да си отидам, да одиграм во некој театар, да снимам некој филм, одлично тука на Балкан, знаеш, Белград, ипак снимаат. Запишав ја факултет, испити како се полагаат, со врски кој ќе фати ова, она, да положиш, викам леле мајко моја, што ќе правиш? Дај викам, почнаа зборот по кој театар ќе се запослува после тоа, ќе се вработува, знаеш. И ја на крај си викам, па дај би у МНТ да завршам, викам, најголем театар кај нас, викам, што има врска. Завршив ја факултет
влегува колеги кај што влегува да работат, не знам што, ја 1 година, 2 години, 3 години без работа, 4, па викам, па не е лошо ни Куманово, бе. Ете сега сум Куманово, знаеш. А па да би не беше ни у Куманово, кај ќе заврши? У театар у Липково. Липковска опера и балет. Или во некоја партија ќе се зачленеш и ќе добиеш работа. Па да, па и тоа може да се зачленам. Али пример да можев у Липковска опера и балет, стварно тоа треба да отворат. Па нели гледате таму има танчерки као Апселе, нешто, не знам што, у Липково. И тоа и странски танчерки некои, значи можев интернационална кариера да направам, тоа ти. А тоа да, за членска од партија да извадам, то на крај сите на крај идат по тој некој пат. Ја нема шанси тоа никаде да го направам, нормално. Али знаеш дека и ѓаволот у пекол има членска овака. Членска карта. На партија? Да, у партија. Па македонец кога отишол некој у пекол доле и се спушта и овој со вила, знаеш, со вилушке, му прави. Од кај си? Од Македонија. И што? Не се плаче. И овој ѓаволот кој чуе од Македонија, па незгодно му е карлеле. Што да те послужаме, брат? Што сакаш? Какао, капучино, сакаш ли нешто? Не, бе, вика, него ми си иде, вика, у тоалет. Имате ли, вика, овдека јавно веце македонецот, вика, таму пеко? И он вика, не имаме, знаеш. Овдека ли е истиот градоначалник, овој наши вашта? Исти, да, исти. И овој ѓавол тука ми се жали. Седи, бе, братче, седи, му вика. Па ја бе, морав за да останам на работа да извадам членска карта, вика. Морав у партија да се учленам. Па и овие ѓаволи што ги испопримеа нови тука да работат у пекол. Се некои рамковни ѓаволи седат, ништо не прават. А и тој тендерот за вилушки 3 пати пуштан, укинуван, нешто бодат луѓе, сами паѓаат, сами се мачат. Што да ти кажаме, некој дим таму се осеќа пече, а прв ден кога дојде градоначалникот снема оган низ цел пекол. Ој му вика ѓаволот на македонец. Абе што да ти кажеме, знаеш, Македонија пекол. Добро, Жерко, политичарите како неисцрпна инспирација повторно, зошто се различни од нас обичните луѓе, од вас, уметниците да речем? Лишени се од некои човечки емоции, не знаат да бидат емотивни, покрути се од нас обичните луѓе? Не би кажал. Јас баш мислам дека они имаат некоја емотивна страна, да кажеме, и се романтични. Јас мислам дека и они би биле баш добри онака да земеш пример како они се однесуваат со некоја девојка, како се додворуваат, како знаеш да ја имаат така некоја романтична страна, например, многу добро би им одело, например Груевски, замисли го како би он пристапил на некоја девојка која ќе ја види. Пример, доаѓа и вика, види, еднаш дај ми ја до вилбата, после 10 години нема да сакаш да ме промениш. И кога ќе си заминам, пак ќе ме баваш. Ти кажеш, бе, довеше мој. А тој што ќе дојде после мене, може само фајлот ти се фај, ама никад нема да е 24/7 тука за тебе како што сум ја. Баш када не да војавам тука кои Мерцедеси и сично, ќе живееш како бувек увој. И замисли после мене да си таму, да дојде некој мисил таму, што не знае, да вече, што ќе треба спемени говори да ти чита дома. Така пример би изгледало тоа. Романтична страна имаат ни многу, не мораме, може и Стево Пендаровски доста така ми изгледа не романтичен, па стварно. Он например, знаеш, јас ти гарантирам дека со мене ќе имаш се. Ако бидеш, нели, моја изабраница, ќе треба да имаш да бидеш секогаш исполнета и ништо да не ти фали. Иако, ајде да бидам искрен, да не бев јас, а да бев на твое место, и јас би си барала некој друг. Да, тоа е романтична страна на наши. Добро ги спомена Стојанче Ангелов и некои од јавните личности со кои се сретна откако почна да ги имитираш и заедно правевте настапи, дури со Ангелов бевте и во нашето студио овде. Да. Имавте Квискотека, кој е вистинскиот директор на Центарот за управување со кризи, со кои други од јавните личности кои ги имитираш така успешно си се видел и ти честитале заради тоа, односно има ли некој што ти замерил, да речеме? Не од политичарите, воопшто немам некој да ми има замерено да каже, зашто инако и сакале, знаеш, тоа е еден вид маркетинг, реклама, знаеш, да се снимат, да направат нешто такво. Например, јас си со градоначалникот сега што е најактуелен од цела Македонија, Максим Димитриевски, овој познат хит, сега сите го знаат, нели? Па ние
Со Максим Димитриевски исто така снимавме видео. И на пример и он добро може да изрекламира сладолед, тоа што викам, значи добар бил за реклама, он би го рекламирал као и флаки туменге аке ме капела, ки цело куманова кој обаро. Максим Димитриевски. Гледате ли каква песна ми направија ромите во Куманово? Сега сите знаат во Македонија за Максим Димитриевски. Аве ви се мола. И како е таа песна е легендарна. И факи туменге, аке ме капела, ки цело Куманова кој обарова. Се научи цела? Цела ја знам. Па јас правев таква реклама, правев за мојот настап сега на 8 декември. Таму оди спотот, бев буквално таму кај што е снимана песната за Максим Димитриевски, во иста продукција, истите луѓе, истиот пејач, еве го, Џунеш Билали, и на мене ми направи исто така еден рекламен хит. Добро, прашањето беше, меѓу другото, и кој од политичарите ти честитал за имитацијата, рече забелешки немал. Имал некој што те пофалил освен Стојан Чангелов што се нафатил, да, или некој што те сретнал, те видел, па ти рекол добро ме имитираш или некој што? Па, да. Има ли нешто интересно во таа смисла? И па еве, на пример, јас пролетта сега беше, пред Великден, јас бев во Унгарија и се видов со Никола Груевски таму. Ова сериозно сега? Да, најсериозно. Се видовме јас. Со поранешниот премиер? Да, со поранешниот премиер. Иако то беше инкогнито. Како дојде до поранешниот премиер? Преку Facebook. Facebook е светска работа. Facebook connecting people. Connecting me and him. Така што, јас му пишав една кратка порака на Facebook на нашиот бивш премиер. Имаш доказ за средба? Да, имам доказ. Имам и фотографија, се сликавме на крај, чисто да одбележиме една таква средба. Јас му пишав порака на Facebook, пошто тоа е, како се вика, old school човек, 50 плюс, користи Facebook, не како Велија Рамковски на Инстаграм да се постира. Ова е возрастен човек, нели? Еве, погледнете тука. Видите? Легендата, така е, тоа е тоа. Како е? Кога е фотографијата направена? Тачно на 8 март. Празникот на жената. И не е монтажа, не е AI? Воопшто не е AI, иако сите мислеа дека Photoshop или AI пред AI, ама не е AI. И што разговаравте со поранешниот премиер? Па така, се видовме, седнаме. Јас, кога стигнав таму, и прво не ми беше верно дали е тој, пошто се договоривме од толку и толку да се чекаме таму и сега седи во ресторанов и објаснува на некој човек, гледам таму и викам, тој ли е, викам, не ли е, викам, он ли е, викам, не ли е, он ли е, не ли е, викам, он е. И седна кај мене, вика, знаеш што, добро ми имитираш. Симпатично го фаиш тоа. Морам да ти признам. Ја викам, ви благодарам, знаеш. Знаеш, и Заев добро го имитираш. Викам, Заев со раката на срце која ќе стави, тогаш дефинитивно важи. Мицкоски си пробал да го имитираш? Викам, не бе, викам, него не можам никако да го фатам, некако многу ми е тежко. Викам, па затоа треба карактер да имаш, за да ти имитираат. Нели видиш, вика, он дека зборува како ChatGPT. Како ChatGPT, вика. Оригинал, како професор на 7 час, викам, премиеров, вика, и стендап, викам, да не почнало дека у Маѓарска да прави, викам, добро му иде, шала по шала, знаеш. Онака уз коктелче како си пие и ги фрла шалите, викам, и свака час. Кај, вика, фошета и негде, вика, овдека, по Унгарија, каде отиде, шо направи? И ја викам, па бев малце да се прошетам ваму таму, па нованското тркало го виде? Викам, не го видов, знаеш, само далеко. Исто такво сакав и во Скопје да фаам. Ама народот ми се дигнал 8 милиона евра, многу било. Ај реално кажи 8 милиона евра, многу ли се? Викам, не. Ја не можам да се замислам, викам, не. Ај викам за некој што работел 24 села, викам, како не, викам, воопшто не. И така разговаравме каде работам, што правам. Испивте кафе и... Испивме, да, по некое вино, кафе. И тоа ме праша каде работам, нели, во Кумановски театар. Каде отиш во Кумановски театар? Викам, да. Колку е катата таму? Викам, 150 дена. Уште е бе 150 дена. Јас 150 евра за опера давам ката. Гледам секој викенд опера. Ти го прашаш што прави тој таму? Како живее?
Па го прашав, да, ме интересираше вака како го потпунува времето, пошто кога ми направи син на пораката у 2:30 навечер, ја виде, викам, што не спие, бе, викам, навечер. Знаеш, го замисли, викам, да не крстари по Дунав навечер, викам, што е, Ама ми направи он син и ми објасни што како му се, вика, спотувам, викам, дека, ама во Македонија спотував од онака што имам акумулирано онака во себе, знаеш, многу негативна енергија, а овдека спотувам од чиста мисла, од чиста волја, знаеш, велосипед, вако ме тенис. Добро, интересно. Човекот на опера си иде. Жарко, имам уште многу муавет, многу си занимлив, морам да ти признам. Одлично имитираш. Но еве, за сите што сакаат повеќе да те видат и доживеат, на 8 декември во Public Room во 8:30 карти на срдечна покана до сите. Срдечна покана, да, карти има таму на интернет на друга страна, така се вика. Не знам уште колку карти има, мислам, пошто се продаваат доста во доста си еквилен. Веќе не те мешаат. Така што ќе има доста интересни моменти. Ти благодарам многу за гостувањето во денешното издание, да си кажеме, и за сите овие интересни имитации и разговори. Ти посакувам многу успех во натамошната кариера. Ти благодарам на поканата. Уште многу одлично снимнати ликови. Па ќе биде. Фала. Почитувани, тука е крајот на денешното издание. Се надам уживавте во разговорот со Жарко Јовановиќ. Останете на Телма и имајте убав ден.